Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мой не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Доаѓам скоро, одам да ви приготвам царство. Ке дојдам пак кај вас, не плаши се, само верувај, останете во мојата љубов. Мир вам, татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. И прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. Значи, дали ние им ги простуваме долговите на нашите должници, за и нам да ни биде простено. И не воведи во искушение, и избавине, се разбира ако врвиме по Исус. Ако врвиме, ако одиме по Исус, ако чекориме по Исус, нема да одиме во искушение. Односно, може би ќе имаме искушение за Божја слава, но тогаш ќе ни биде сила дадена да надминеме и да победиме со љубовта. Зашто Твое е царството. Царството е Негово, а ние правиме земни царства и силата е Негова. По извесен период ќе го разберете тоа, не ви треба многу интелигенција да сватите дека силата се губи со текот на годините. И таа не е во ваше владение, и силата и славата, и царството и славата е Негова. А ние оддаваме слава на секакви глупости, на земни луѓе кои не се достојни. Од вас вика, од луѓе слава не барам. Слава ти, Господи Исусе Христе, Јован 15 глава. Татко мој, зборува и денеска низ мене, нека секој збор, нека секој глас, нека секој звук што излегува биде исполнет со Твојот дух. Ти зборувај низ мене, не јас да зборувам што сакам. Нека биде Твојата волја и во овие слова. Нека ги допрат сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Господе Исусе Христе, Јован 15 глава, јас сум вистинската лоза. Знаете, имаме овде лоза која дава вино. Тој зборува за лоза, ни дава слика. Вистинска лоза. Јас сум вистинската лоза. Исус, мојот Отец е лозарот. Ние треба да бидеме лоза, насадена во љубовта Исусова, на таткото наш. Секоја прачка во мене што не дава род, тој ја осекува. Значи, ние се усовршуваме во љубовта.
Значи, имаме го промена, да го промениме, да го возобновиме својот ум, да разбереме што е нашата Божја волја, со послушност кон Исус, кон вистината, да се усовршуваме, нашите души да се прочистат, да се усовршуваат во љубовта. Значи, секоја прачка во мене што не дава род, ако сте вие во Исус, вие ќе давате род. Ќе ви прати луѓе да им сведочите дека Бог ви дарува живот вечен. Куцка ти остана гладен. Куцка. Има едно кученце тука. Машкото ги јаде сета храна. Треба нејзе посебно да ја давам. Знаете, секоја прачка во мене што не дава род, тој ја одсекува. И секоја што дава род ја очистува за да принесе повеќе род. Ние треба да бидеме прачка и затоа се случуваат некои работи. Ние треба да се промениме во љубовта. Ни праќа луѓе и состојби кои треба да ги надминеме со љубов, кои треба да ги облечеме во љубов, во кои треба да победуваме со добро, да го победиме злото, да однесеме вечера на непријателот наш, да се молиме за оние што не навредуваат и гонат, да ги благословуваме оние што не колнат. Знаете, со зборови можеме да го слушаме тоа, но тешко е да го разберат луѓето. Да ги благословуваме оние што не колнат. Значи, секоја прачка во мене што не дава род, тој ја одсекува и секоја што дава род ја очистува за да принесе повеќе род. Видете, дадена ни е слика за да разбереме дека вие ќе давате род ако сте во Исус. Ако му дозволите тој да живее во вашето срце, ако се препуштите на неговата волја. Вие сте веќе чисти преку Словото, зборува Исус, односно не зборува Исус, туку семокниот Отец кој создал се. Вие сте веќе чисти преку Словото, значи преку Словото се очистувате. Но не само со читање, со послушност кон Словото, со дејствување на Словото, кога Словото ќе се посади во вашето срце, што сум ви го проповедал. Бидете во мене, Исус. Како е тоа да се биде во Исус? Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Значи, треба да бидеш во Исус, да го имаш Исус пред очите и да постапуваш како него на почетокот, да ги љубиш сите луѓе, да го љубиш ближниот свој како себе си. Како што тој не возлюби, како што Исус не возлюби. Целата суштина е да се љубиш, да преминеш од нељубов, состојба на себељубие, сатанска природа, падната природа на земјата, во состојба на љубов. Исусе, те сакам. Слава ти, Господи Исус Христе. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Исус. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, се однесува на се што правиме тука. Ако не е на лозата, така и вие ако не бидете со мене. Луѓето, знаете, водат љубов. Се случува. Ние можеме да го објасниме тоа, но животот го дава Бог. Духот животен, духовната природа во нас, која е заспана, изгаснат пламен и огин кој тлее и чека некој дух да дојде во молитва да го разгори, да го распламти духот. Ако не е на лозата, не може да роди сама од себе. И вие не можете сами ништо да направите. Значи, имаме 3 слоја. Добро објаснува апостол Лоренс Новосел од Хрватска, кога доста го напаѓаат протестантските заедници. Имате лекари за попримитивен, за телесни луѓе, пијат лекови, имате луѓе кои се молат и на Господ и одат на лекари. Имате луѓе кои стојат пред Исус и ги исцелува и ја поправаат грешката. Прачката, значи, се очистува. Знаете, телесни луѓе, но сепак ако нема благослов од Исус, ни лековите, ни лекарите не можат да помогнат. Тој го дава и зема животот. Кога ќе го разберете, тоа ќе биде добра почетна позиција да се покорите пред Господа и тој ќе ве подигне. Понизете се пред Господа, да му ги измиете нозите со солзи. Со солзите, со косата, со вашата коса и со солзи. Како што прачката, тоа е слика за да разбереме како се застанува. Слика. Слика. Да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене, не можете да родите ништо. Треба да бидете од десната страна, во сила. Апостолите, откако го распна Исус, ловат риби, и тој им вели, фрлете од десната страна, тие не го познаваат, и после го познава Петар. Знаете, од десната страна во сила, со него. Јас сум лозата, Исус, а вие сте прачките. Кој е во мене и јас во него. Значи, ти треба да бидеш во Исус, да му дозволиш да влезе во твоето срце, да се разбуди твојата духовна природа,
Горе Отец од небесен наречен Отец на духовите. Малку е ладно. Ми се стега вилицата. Исус е топлина. Јас сум лозата, вие сте прачките. Кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу род. Зашто без мене не можете да направите ништо. Кога ќе го разберете тоа, се однесува на било што. Да родите некого. Да имате деца, да немате деца, да имате пари, да немате пари, да имате здравје, да немате. Без мене не можете да направите ништо. Исусе, те сакам. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Почетна категорија, падни на колена пред Исус, покај се. Прости ми, татко, не знаев што правам. Ако некој не остане во мене, како се останува во Исус, тоа е добро, па со љубење, да ги љубиш сите. Да ги љубиш сите. Како некој не остане во Исус, во мене ќе биде исфрлен како прачка и ќе се исуши. Тоа се случува. Стареат луѓето се сушат како прачка. И се ќаваат дека немаат сила. Дека немале доволно љубов, незадоволни, тажни, несрекни, никого не љубат, ни себе си не се љубат. Бидејќи веќе се стари, телото се враќа во земја, а душата ќе се представи, ќе игра театар. Пред семокниот Бог, пред судот на ангелите, пред Исуса Христа, Словото ќе ги суди еден ден. Живото Слово. И тогаш ќе се види дали ви имате љубов во вашето срце. Ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор како прачка и ќе се исуши, а таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат, ќе ги изгорат. Ако останете во мене, и зборовите мои останат во вас, како се останува во Исус? Зборовите негови треба да останат, да го љубиш својот ближен како себе си, тоа е заповед, да љубиш се. Почни да ги љубиш првен тие што те нервираат, да им попуштиш, да ја претрпиш штетата, да простиш. Простете и ќе ви биде простено. Разберете го ова, простете и вам ќе ви биде простено. Вие простувате на другите и си простувате себе си, вам ќе ви биде простено. Не судете, за вам да не ви биде судено. Ако судите и вам ќе ви се суди. Нема ни еден праведен, пишано е овде. Нема кој да го бара Бога. Ако останете во мене и зборовите мои останат во вас, да ја претрпиш штетата, да ги љубиш сите, тогаш тој да посакате. Барајте и ќе ви биде. Видете, татко мој, од сите што се ми ги дал, никога да не загубам кога се молиме за некого. Но тогаш вие ќе знаете што е твоја волјата, да биде волјата твоја, неговата, не твојата волја. Кога Петар му вели на Исус, нема тоа да биде, тој му вели, бегај од мене, сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко. Што и да посакате. Но тогаш вие ќе посакате во неговата волја. Не како што сакам јас. Нека биде волјата твоја, со тоа ќе се прослави мојот Отец, мојот татко и мојот, да носите многу род, да бидете мои ученици. Исус е учителот. Ги гледам тие библиски школи, проучувања, земни, човечки, и се чудам како не разбираат да бидеме негови ученици. Кога ќе го примиш Исус во срцето, тој тогаш ќе ти зборува. Тој тогаш Духот Свети ќе зборува низ тебе, како што низ Исус зборуваше Духот на Отецот. Исус не кажа ни еден збор од себе. А ние само зборуваме од себе, вака сакам, така мислам, цитираме. Не му дозволуваме на Духот Утешител да не утеши и да зборува низ нас. Духот на вистината да зборува низ нас и тогаш ќе ја спознаеме вистината. Кога ќе зборува Духот на вистината низ нас, не ние што сакаме. И тогаш ќе бидеме слободни од се. Од сатанската природа, како што ме возлюби Отецот. Значи ќе бидеме негови ученици, ќе се прослави Отецот, ќе носиме многу род. Дали носите род? Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас. И јас треба да ги возлюбам сите, и ти треба да ги возлюбиш сите. Да ги разбереш, тие се телесни, не разбираат, кој ќе турне слеп човек од патот. Проклет да е, слеп е оној духовно. Среќавам колеги, работам по една професија која се суетата на големо ниво, себељубие. Знаете, толку степен на нељубов, луѓето умираат пред време. Еден, двајца, тројца, уште ќе умираат, ако не се покачи степенот на љубовта. Ако ги запазите моите заповеди, Исус, останете, било што да се случува. Останете во мојата љубов.
Ostani vo ljubav. Prosti. Ne osuduvaj. Moli za sila od Isusa Hrista. Ostanete vo moja ta ljubav. Ke ostanam, Gospode Isuse Hriste, so tvoja ta sila, Tatko moj. Sila Isusova, ljubav ta Isusova, mir od svoj vi go davam. Ako gi zapazite mojite zapovedi. Isus, ako gi zapazime negovite zapovedi, ljubi go svoj od bližen kako sebe si. Една заповед. Цelo Свето писмо. Луѓето читаат Стар Завет, Нов Завет. Со часови ми зборува еден човек. Како се молел и на крај ми вика како да им простам. Како да ги љубам тие што не ме љубат. Па не можеш сам, сигурно треба да го повикаш Исус. Не сакаш некому да му помогнеш, те подсетува на нешто. Треба да се одврзеш од сите чувства, луѓе, мисли, лекови, лекарства, состојби, територии, да си зависен само од Исусовата љубов, ако ги запазите моите заповеди. Ако останеш во љубов, во неговата љубов, ќе останете во љубовта моја, еве го истото. Ќе останете во љубовта негова. Како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец, и останувам во љубовта негова. На земјата сме дојдени, од Бог сме паднати создадени. Паднати сме заради нељубов. Заради сатаната што сакавме да се искачиме највисоко, затоа што јадевме од дрвото на познанието на доброто и на злото. Знаеме што е добро и зло. Затоа што градиме кула вавилонска да бидеме над другите. А треба да останеме, да научиме да љубиме. Да ни даде сила, да дојде во нашето срце Отецот да направи сокровиште. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас. Значи, се што доаѓа треба да прифаќаме со радост и радоста ваша да биде полна. На едно место вели никој да не ви откраде радоста ваша. Во било што се случува некој проблем, јас почнувам да пеам и да го славам Исус. Оп, исчезнува болката, проблемот се решава по неколку дена. Останете во мојата љубов и радоста ваша да биде полна. Со се што доаѓа. Знаете дека Исус ќе ви даде решение, ќе ви даде сила да надвладеете, да пораснете во љубовта, да се усовршите во љубовта, затоа сме дојдени на земјата. Луѓето си живеат натаму нааму. Потоа ќе изгубат силата, ќе почнат да овкаат, луѓе умираат, има болки, болести и страдања. Сатаната ве труе за да немате време да се разбудите да го поканете Исус. Поканите во вашето срце, ова е мојата заповед. Зборуваме за заповед за војна и за војска. Да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Значи, да се љубиме како сами од себе, како што тој не возлюби, како не возлюби Исус до крај, со смрт на крст го дава животот, душата своја за браќата. Оди за загубената овца додека не ја најде, ќе дојде некој човек, треба да му помогнете, вие не сакате. Не можете, мрморите се, жалите. Никој нема поголема љубов од оваа, еве го тоа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Да ја положиш душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви го заповедам јас. Ако го вршиме она, ако љубиме она што ни го заповедал, тогаш сме му пријатели. Нова состојба, пријатели сме, ако го вршиме она што ни го заповедал и веќе не нарекува слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот, туку не нарекува пријатели. Пријатели. Значи, пријатели сме. Синови и ќерки Божи, пазите категорија пријател Божи. И се нарече пријател Божи, Аврам. И се нарече сотрудник, пријател Божи, бидејќи ви кажав се. Ве нарекувам пријатели, што сум чул од мојот Отец, дека Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот Син, Исус Христос. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот. Пазете, вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви го заповедам јас. Тогаш си пријател Божи. И Аврам поверува и се нарече пријател Божи. Бидејќи ви кажав се што сум чул од мојот Отец, вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите, пазете, и род да принесете. И родот ваш да остане. Да носите луѓе, да работите за Царството Божјо. Та што и да посакате од Отецот во моје име, да ви се даде. Но, ако сме негови пријатели, ако го вршиме тоа што не го заповедал, да ги љубиме. Да
да го љубиме секој. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. А ти седиш таму, не го љубиш, не ти се допаѓа, му правиш сопки, сакаш се да му земеш. Себелju го лажеш, го исврлаш од комисии, менторски студии, докторски, магистерски. Нељубов комплетна. Ги тераш студентите да пишуваат против професорот, например. И не се покајува. И по извесен период почнуваат да се материализира гревот од телото, болки, болести и страдања. И тоа е благослов, да дојде до Исус. Јас ве избрав и ве поставив да одите и род да принесете. И родот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во мое име. Да ви се даде. Луѓето мислат дека ќе посакаш нешто. Ти кога ќе влезеш во Исус, кога Исус ќе влезе во твоето срце, ти ништо друго не посакуваш, освен да работиш за Царството Божјо, да ги љубиш сите, да им помогнеш, да им го располамтиш духот внатре со молитви, со сведоштво, да се спасат, да го изберат Исус. Да одиш за загубената овца, додека не ја најдеш, како Исуса. Вие сте ми пријатели ако го вршите она што ви го заповедам јас. Исусе, дај ми сила да останам, да бидам твој пријател Божи, татко мој. Оваа заповед ви ја давам, да се љубите еден со друг. Зошто луѓето немаат љубов? Затоа што се падната природа, затоа што се сатанска природа, затоа што се Адамови чеда, затоа што се вавилонци. Немаат љубов. Ако светот ве мрази, знајте дека мене светот уште пред вас ме забрази. Ке видите дека луѓето ќе ги нервирате со Исус, бидејќи ги осветлувате. Станувате светлина на светот. Ги осветлувате нивните гревови. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. И јас не сум од овој свет. Јас сум од горе, а вие сте од долу, вели Исус. И јас така мислам. Исусе, дај ми сила да останам во твојата љубов. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. И ќе видите луѓето, повеќе имаме во нашата група молитвена на работа како ги малтретираат луѓето. Нељубов степен. Се повторува тоа. Можем и јас да сведочам. Луѓето немаат љубов едноставно. Не разбираат, духовно се слепи, телесни луѓе. Тој нема љубов во себе си, не знае себе си да се спречи, да се доведе во состојба, а учи други. Што ќе ги научи? Затоа децата се такви. Исус вели, не барајте мнозина да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете. Слепи учители кои водат луѓе да паднат во јама. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, бидејќи не сте од светот, јас ве избрав од светот. Затоа светот ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков и јас. Ниеден слуга не е поголем од својот Господар. Ти си зависен од Бог и од Исус. Ако мене ме гонеа, Исуса и вас ке ве гонат. Ако моите зборови ги запазија, и вашите ќе ги запазат. Но пазете радоста ваша да остане полна во се што доаѓа. Но сето ова ќе ви го прават заради името Исусово, заради моето име. Зашто не го знаат оној кој ме испрати. Зашто луѓето ги нервира Исус. Сатанската природа во нив. Да не бев дошол вавилонецот во нив. Јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Да не бев дошол и да не им бев зборувал, грев немаше да имаат. Но сега немаат изговор за својот грев, кој ќе им кажете на некои луѓе. Имаме на група, им зборувам да се покајат, си играат мајтап. После ќе почнат да овкаат. Кој ме мрази мене, го мрази мојот Отец, Исус, пазете. И не го познава Бог, тие велат Бог некој. Имам еден човек, сведочи, бил ваму, се вратил демек, се спасил, бил на работ на живота и смртта и го именува Дедо Боже. Видете, нема никаков Дедо Боже. Не е тоа Дедо Мраз. Не е тоа некој дедо таму, што раскажува приказни. Ние зборуваме за семокниот Отец, Татко, видлив во Исуса Христа. А каде е Исус тука? Знаете, разни приказни подметнува сатаната. Се исцелили, пак се враќа на стариот начин на живот. И пак се враќа на стариот.
Ako ti si go videl, kako što veliš, Dedo Bože, odnosno Otec od Isus, ti veke nesi isti od čovek. Ti ke počneš da работиш za carството Божје, ке се распламти твојот дух. Кој ме мрази, мене го мрази мојот Отец Исус. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил. Тој им покаже и дела, го воскресна Лазар, тие сакаат да губиат евреите што го читаат Словото. А сега и видува и ме замразија мене и мојот Отец. Пазете сега, но нека се изврши Словото, напишано во нивниот закон. Нивниот закон. Дека ме замразија без вина. Нивниот закон око за око, зап за зап. Старозаветно, без Исус. Одите долу. Крвни жртви, молитви кои не се услишуваат зашто не сте простиле, зашто го немате духот утешител во вашето срце. А кога ќе дојде утешителот, еве го, кого што ќе го испратам јас од Отецот, духовната природа, духот на вистината, силата од озгора, вистината од озгора, во дух, кој излегува од Отецот, како што ние сме излегле. Духот наш, за да бидеме живи, тој ќе сведочи за мене. Ете кој може да биде учител и сведок, тој што го има духот, тој што живее како Исус. А вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Без дух, Словото е мртво. Телото без дух е мртво. Театарот без дух е мртво. Мртов. Образованието без дух е мртво. Живи мртовци, вие сте ми пријатели. Можете да бидете пријател Божи, ако го вршите она што ви го заповедам јас. Останете во мојата љубов, да се љубите еден со друг, да останете во мене, во Исус, и зборовите негови да останат, да носиме многу род, да бидеме негови ученици, не ученици од луѓе. Те сакам, Господи Исусе Христе, никој нема поголема љубов од ова да ја положи душата своја за своите пријатели. Да се љубите еден со друг, да се љубиме. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив. Вие сте ми пријатели, уште еднашка, ако го вршите она што ви го заповедам јас. Не сте повеќе слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот. Татко мој, нека твојата сила и твојата љубов преминат на сите оние од другата страна што го слушаат ова слово, што ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, исцели ја мојата болка, допрете се каде што ме боли. Исусе, дојди во моето тело, помогни ми, отвори ми го срцето да се покајам, со срцето да разберам, да бидам исцелен, со очите не гледаат, со ушите не слушаат. Таква е состојбата во светот. Брате и пријателе, светот надвор го владее сатаната, вавилонци, Адамови, знаат што е добро и зло, се убиваат, се мразат, се пизмат, лажат и крадат, посебно во армакедонската земја. Ние гледаме што се случува, го продаваат сопствениот народ за 30 евреници. И вие нема да може да издржите, ќе влезете во сатански круг на осудување, на убивање, на омраза, што е погрешен чекор. Треба да останеме во неговата љубов. Љубовта негова да биде полна со се што доаѓа, да благословуваме, да се молиме за непријателот свој, да победуваме со љубовта. Да бидеме Божји пријател Божји. Пријател Божји, да го извршуваме она што не го заповедал. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возлюбив јас. Така треба да се љубиме, како Исус. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви го заповедам јас. Татко мој, мир, љубов, сила за сите оние што ќе го повикаат Твоето име. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во Твоите раце, се молам за сите луѓе, им простувам на сите, никого не осудувам. Без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе, Господи Исусе Христе, можам да направам се. Да победувам со љубовта, сакам да го направам тоа се со Тебе. Исус напред, ние по Него. Амин. Се можам преку Исуса Христа, кој ме крепи, кој ми дава сила. Амин.
raspni go Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo 6. čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat,